Идејата произлезе од одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи во Струмица, за да се спроведе проект "Не вози под дејство на алкохол". Смислата на спроведувањето на овој проект беше да се едуцират младите луѓе дека алкохолот и возењето не одат заедно. И од тие причини се отпочна со подготовки и реализација на овој проект. Која беше идејата за да се излезе на терен и на ваков начин да им се пренесе пораката, а не на класични? Идејата беше на ваков начин да се пренесе пораката за да се стигне до совеста кај младите луѓе дека возењето под дејство на алкохол често пати знае да заврши фатално. Ова произлегува и од нашите констатации кои што секојдневно се превзимаат мерки. Во превземањето на мерки се констатира дека подоста млади луѓе знаат да управуваат и моторни возила под дејство на алкохол. Како беше прифатена иницијативата и проектот од страна на младите, колку беа заинтересирани да се алкотестираат и што покажуваат резултати? Младите луѓе пројавија интерес, можеби дел од љубопитност, но постоеше интерес и кај младите луѓе да го слушнат сето она што ќе им биде пренесено, кои се последиците од возењето под дејство на алкохол и како тие треба да се однесуваат кога се излезени да се забавуваат и на кој начин подоцна доколку консумирале алкохол да се вратат безбедно дома. За сите оние кои што направија контрола и кои што беше констатирано дека имаат малку повеќе алкохол, им дадовте алтернатива да заминат дома после забавата. Да, алтернативата беше во тоа да сите оние кај кои што беше констатирано присуство на алкохол од страна на одсекот за превенција беа поделени ваучери за бесплатно возење со такси компанија до дома. Сега што вели статистиката, значи дали понатаму останува алкохол како една од најглавните причини за сообраќајните незгоди, има ли бројки што покажуваат тие колку алкохолот во изминатиот период бил причина за сообраќајните незгоди на подрачјето на сообраќајници? Во изминатата 2012 година алкохолот како причина за случување на сообраќајни незгоди е констатирано од наша страна во 54 случаи. Од овие 54 случаи во три случајни сообраќајни незгоди настапила смртна последица, при што загинале 3 лица. Во 15 случаеви имаме тешки телесни повреди, при што 16 лица тешко телесно се повредени, а во 26 случаи имаме само телесни повреди, при што се повредени 32 лица со телесни повреди. Останатите 10 сообраќајни незгоди, во кои што како причина се појавува алкохолот, била само материјална штета. Додека за првите 6 месеци од оваа година, бројките покажуваат дека се случиле 20 сообраќајни незгоди, каде што причина за сообраќајната незгода бил алкохолот. Од овие 20 сообраќајни незгоди, во еден случај имаме настанато смртна последица, при што загинало едно лице. Во 3 случаеви имаме тешки телесни повреди и 3 лица се тешко телесно повредени, а во 9 случаеви имаме телесни повреди, при што се повредени 12 лица. Што укажува дека споредбено со 2012 во првата половина од оваа година имаме намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди, каде што причина било алкохолот. Ние се надеваме дека до крајот на годината ќе има уште помалку сообраќајни незгоди каде што причината ќе биде алкохолот и доколку се случи сето тоа, успехот ќе биде на секторот за внатрешни работи. А јас се надевам дека токму ваквите превентивни активности ќе бидат дел од причините кои ќе придонесат бројките да бидат во опаѓање. Идејата беше за спроведување на проектот токму тоа да се постигне цел, да се намали бројот на сообраќајни незгоди каде што причина за настанувањето ќе биде алкохолот.